Викаат дека на овиот СДСМ исто така не им се дигал во последно време, ако имале пари, коли, швалери, станови и сите погодности. И им носеле од грчката и бугарската виагра, таа била нели оригинал, овдека по аптекиве била таа малце сомнителен квалитет и производ. И сите се чудат зошто не им се дига. Се јави пред некој ден Иван Исцелител и им објасни што е работава. Имено, овиот СДСМ во задниве 4 години многу викале: "Абе, ме боли К за Македонија, ме боли К за народ, ме боли К за јазикот, ме боли К за името, ме боли К за економијата." Тогаш според Иван Исцелител се јавувал, вика, плацебо ефект. Стварно кога мислиш дека те боли К, и тогаш почнува слабо да ти се дига. Ако ги имаш сите погодности. Донесоа оние фамозни 18.000 дарки поради кои пола Германија цела недела чекаше на Табановце да влезе у земјава. Истиот ден, СДС и ДУИ им го фукнаа традиционално и на земјоделците, но за нив некој друг пат кога врбата ќе роди грозие, а она истото ќе му го продадат на тиквеж. Пензионериве во северна наша Вукојебина се познати по тоа што иако за време на режимот пензијата нон-стоп им растеше, иако бесплатно се возеа со автобуси на жичара, иако сите одеа по 5-6 пати бесплатно во бања, не можеа да ја одолеат на лажната носталгија по комунизмот и со своите ценети гласови ни го донесоа црпнатиот Зоќе до 48 пратеника, што потоа беше доволно за да ја украде владата со зелениве демократи од ДУИ. Оттогаш Бело видело не видоа од него, па ни сега од неговиот наследник со надимак ко Турција на англиски јазик. Жена му натаче со бугарски пасош да ти била. Како? Жена му натаче, бе, българка обаче, не чувте вие тоа? А таче? А ти, бе, таче? Каков бе имаш? Бугарски или косовски? За градоначалничката на Скопје исто извади дека е со бугарски пасош до душа. Таа као нешто ќе тужеше за клевета, ама ништо си поќоте од како ја избра за градоначалник. Абе да бе прашам нешто, да се стане битна фаца овде ти треба бугарски пасош или се лажам, а? Не, стварно бе, дај бе кажете отворено бе во јавност да знаеме шо сме ние само со македонски пасош и шо сме, а? Како гледате на нас што неаме друг пасош освен македонски? Ми текнуе на тоа јаболчето што му го даде онаа бугарската новинарка Натаче кога ни дојде Петков на гости. Нели по средбата, откако го прими јаболчето од бугарката, Таче даде една ваква изјава: "Ќе победам на овие и на следните избори." Таче, ќе победиш, ама на избор на Ќустендилска убавица. Абе, кој знае каква дрогица му турил Петков во тоа јаболчето што му го дадоа. Нашата власт е квишлиншка и марионетска и како и сите влади на Балканот кои се едногласни во одбрана на НАТО и спинување против мотивите и делата на Путин. Така им е наредено. Затоа на нашите пострани медиуми нема да чуете друго мислење освен тоа дека русите се лошите во случајот. Скорена се, владата побара да се блокираат руските ТВ канали и медиуми во Македонија. Не е црква па да се помолиш да однесеш зејтинче од 100 денари да запалиш кандилце и он да се дигне. Не бе, брат, и он тебе не тебаа 2%, мек е како душа. Како и да не е мек, бе? Година и пол затворени како кучиња седиме дома со непроверени вести. 6000 луѓе умреа, од кои десетина што се на некој начин поврзани со тебе и ти трагично ја преживуваш секоја нивна смрт под стреси. Без парица, кредити, камати, лихвари, без работица, хаос и се подмачкано со лажен пиар на владата. Волку помош, толку помош. Читам вчера ги објавиле фирмите кои не ја поминале мартовската плата, а од нив добиле помош. Ало бе, кого ебете у здрав мозок? Пошто сте ги туриле цифрите за помош. Пола од фирмите добиле од 120 до 230 евра. Замисли ги објавиле во јавност дека им дале помош 120 евра. А во истиот момент има 10 тендери кои ги кријат за возила, за мебел, за морски плодови со милиони евра народни пари. И после како бе да ти се дигне кога само гзот ти е на цена и во промет? Да не објавуваат и сексаат и кога ништо нема да ни дадат.
си трошат народни пари и си свиркаат. Македонецот е познат по тоа што џабе работи, ама џабе не седи. Па така и јас, по милионите што ги заработи во првата сезона, мислам на гледаност, лајкови и по некоја клетва, се враќам со втора сезона во која пак сите што на народот му доаѓаат преку тасета, ќе ги ставам на масава и ќе ги исплескам по газето. Гледате, имаме ново студио, истото е донација од парите на нашите деца, кои што ги заработија од мекици, ги ставија во нивната касичка прасичка, но ние ги украдовме од тамо и успеавме него да го направиме ова што вие го гледате. Камерите пак се донација од едни прекрасни дами, на кои им посакуваме само успех во животот, но и во бизнисот. Делот студиото што го гледате, мислам останатите делови, се донација од еден наш другар од Нижде, исто Ништо не се дига. Ни моралот, ни знамето, ни гордоста, ни наталитетот, ни стандардот, ни платите, ни здравствената заштита. Ништо не се дига на Македонија. Затоа што во Македонија расте осмиот патник, оној опасен, монструм од филмот Alien, кој кога тогаш како во филмот ќе излезе од градите македонски и ќе се стори чудовиште кој ќе не изеде и изеде сите. Односно, тие што нема да ги изеде, ќе ги изебе за да излезат нови чудовишта кои ќе најадат сите преостанати додека не снема. Барем тоа бил планот, така сум слушнал. Не помага ни тоа што побарувачката за Виагра, Динамико, Ревагра, Афричка слива, турски маџун, Максимет е 10-кратно зголемена и понекогаш не можеш да најдеш ништо во аптеките за дигање на македонецот. Ти се плачеш, би рекол колегата Јовица Михаловски. Зоче Заев на син му Дуле за полнолетство му отворил фирма за производство на електрична енергија. Тоа е затоа што Зоки многу си го сака своето дете. А ние останатава ситна боранија, за разлика од Зоки, ние не си ги сакаме децата. Ние си ги тепаме со закачалка и затоа сите си ги избркавме од дома. Правец во белиот свет да заработуваат, а не овде каде ни сметаат, тука да ни се маткаат меѓу нозе. Нема зашто овде да блескаат во економијата. За 4 години колку што Зоќе неовластено беше премиер на дип шитот, 200.000 наши деца отидоа во Европа и Америка, а некои и понатаму. Шургун чопек, ауфидерзен! Си позајмија пари, си ги собраа парталите, не се исплаши од короната и си заминаа од темниот вилает на Зоки Заев и неговото судство, парламент и полиција. Само кондурите им ги оставивме овде. Ете го малку нато, тоа е во ред, ама не рчкајте мечка у чка. И дај кажи тамо на маршал Славјанка да го симне тоа шлемот и нека спржне пеше с јајца на око, колку да се смири.